Пред влезот во хотелот ќе ве пречека така наречен дезобариер, на кој мора да згазнете пред да стапнете внатре во објектот. Потоа следува миење на рацете со средство за дезинфекција. Пред да стигнете пак до рецепцијата до која се доаѓа по строго утврдена патека, неопходно е да ги прочитате мерките за престој во хотелот. Таму пак ќе ве дочекаат вработени со неопходната опрема на нив, визери и заштитни маски. Велат дека новите правила за работа ќе бидат вистински предизвик и за нив, но и за гостите. Па со оглед дека првпат се соочуваме со ваков вид на работа, ние се надеваме дека ќе се справиме. И сами гледате, условите се такви какви што се, меѓутоа се почитуваат максимално сите мерки. Секој гостин мора да носи маска и да ги почитува правилата, објаснува Целески. На барање на гостите секојдневно може да се врши и дезинфекција на собата каде престојуваат, а засега принципот на самопослужување нема да биде во функција. Бројот на гости во Охридскиот хотел Гранит, како и во сите останати покрај Охридското езеро, засега се бројат на прсти. Задоволни сме од мерките во хотелот, 2 метра раздалеченост, исто така има и пред врата за дезинфекција на секој влез во тоалет. Хотелиерите велат дека ова требало да биде една од најдобрите сезони досега, но се случило спротивното. Туроператорите ги зголемуваа летовиве, значи чартериве се покренува, индивидуално многу повеќе луѓе се заинтересира од странство према муавет и ние очекувавме една, да не речам, одлична сезона, но за жал од март месец ни се прекинаа плановите и загубите веќе не може да се избројат. Што би се рекло, мислам дека сега треба да сме срекни ако и работиме и со 30% од моменталниот капацитет. Најголем дел од аранжманите со странски гости вели таа до септември се откажани. За останатиот период се ќе зависи од развојот на ситуацијата. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.